како полека да возам неш, полно е со глисери. Ѓубре, глисери, шене. Летове сидрава, некој пак кола е ваму го остава. Од пусти работи море Радован станам порано, да тој пентата ќе пали, не ќе пали, и на време да стигнам там. Рибарски, Зашто сега овие неколку години помалу риба имат, дали од овие глисериве што кучет само возет воевет, риба нормално се плаши. А не е кој други години. Сега е дозволено од 5 да влегнеш во езеро, а од 1 септември ќе било од 6. Со кајче? Со кајче. Во езеро да влегнеш со кајче, така, значи нема ловење со објекти пред 6 сабајле, значи од 1 септември. А до сега до ушове неколку дена од август, од 5. Baila en una silla. Cámbiate de las tenis, eso es cerro. Con otro trabajo y una vaca en Rómulo. Esposo, grupo, de femenina. Eu se da checa me deixa cuidar ya de capa que vive. Бито не бало. Те познаваат тие стари пријатели. Стари, ама, млади сакат. Да, не те стари. Кој сака стар човек? Можам да почнам да офрлям сидорото. И многу е битно при фрлање да не тропиш на кајчево. Да не, а? Негде 17 метра. 17, а? Зашто овај грижов ми е на 18 метра. Му пуштам малку луфта. А само со едно сидро си? Само со едно. Радован, знаеш што? Ја и на евро му викам. Со две вака да било. Зашто да би со две му викам едно нека. Ако се врти ткајче, мене ми е ориентирал да фрлам према Горица. И вака се пак према Горица ќе фрлам. Ме разбираш? Така. Нема потреба 2 сидра само да се мачиш. Така. Таа е фаштачката? Фаштачки се две, тако има. Длабочина на тапава не е менувам, зашто ова, знаеш ова на лебдење. Значи не паѓаш до дното? Не. Се пример, дека скоро 17 метра е, близу 18, а ова тапава ти викам на 13 метра е. На 13 метра. Се она, зато ти реков порано кога ќе дојдеш, ќе застанеш мирно, ќе ви скокој. Ако искокет натака, ќе те преместиш натака во средина си на скокоите. Ама добро. Ќе видиме. Ќе видиме, не. Ќе мамни нешто. Што грама тапа е? 8 грама. 8, а? 8 грамска тапа е. За ваков риболов мојти и полесна тапа и од 6 грама мојте.
Моите, а? Мој само добре вака. А конче што му ставаш? Конче е едно, имат конче. Не, главниот конец што бројкате? Главниот е 16, другиот е привезок 12. 12, а? Е сега мамца. Мамцата стои во ова фриждерче. Фрижидерче носиш, а? Фриждерче со они комори како имате насред. Замрзната вода да му држи хладно и оние овие хладно да му држат. И сега овде му е маметот. Ево го. Така. Се пошто се овие замрзнати, Ајде. и пикам вода малку, да омекнит, И оно ќе се отпуштит. Евака. И подалеку да те гадучката до... Јас сум навикнат веќе мене не ме фашат. Е сега, вака една му клам и уште едно помало. слета. Значи, две касеници му ставаш. Па не шо, риба лакома, што појките има појките, ко луѓе во исто. А најдиш на софрана месо појке, одма лапаш. Ај со Господ напред. А, така. И сега се испрети. Тамам ја море, пак тамам стигнавме. Ево 6 фрлив. Од 6 до 7 сам мора да имаме некој удар. Зубозарно ме Што е Господ, никој не е. Така е. Значи, сега обавезно ладно. Ладно да замрзнати, значи иначе топло ќе фати, после ќе се раскашат. Вака, стално му држи ладно и ги квасам. Тапана се испрај и сега да видиме. Некој удар ќе ако удрит, ама прво да запалиме едно цигаре, затоа што рибар без цигаре не ојде. Јас се не видов без струјање, ама изгледа струјање навака идат, па после ќе префрлиме, ако ида тапава навака, пропадна. Тука е. Шо преш бе мајсторе вака? Ќе помоли, не е голем, ама... А? Не е голем, мало е, ама... Рипче. Че на прво фрлање. Ама и саткач. Не бе, тука е. Тука, ама мало е да го... Спич. Ти кажеш, мали, како и било нека мавет. Мајсторе, Ја нека со мало се почвит бе. со мало така. Така. Ама не е мало, ова за... Она што велиме... Порцијавче. На прва ова не заслушува. Знаеш, ова конче мора да го Намата. приберам удека, за да не ми сметат во фрлењето. Добре. Сега мора да го појачаме пак храната. Едната е лапнале. А и ова не чините. Што ми е радован оштетена гасеница, не е сакат. Не, а? Не е сакат Ивано. Данас немаш проблем со рацене, со... Не, малку ме чешкат, ама проблем немам. Не. И магазин се затворат. Ово фриждер. Не би тоа сака да запалям, тоа пропадна тапана. Не, си испри тапана. Вака мораш да фрлиш нешто, знак да знаеш од каде е струјање, да знаеш на која страна да фрлиш. Ама гледам струјање 0-0 е. Нема струја. Нема струјање, а некоја знаат да ојт наонака или навака, некоја знаат да забрзат ко во на Дримон, да речем. Брзат локви пред, и тогаш нема успех во риболовот. Барем на овај начин. Мамето многу му брзат и не јајт. Сама риба нешто се вртит наопаку, оданде чекат храна и... А што мојт настроено, тоа појќе имат. Значи нека охрита коди побо. Поубо е.
Значи, ови имат малу, сколко е? Значи, малу и риба имат. Тоа е мало. Мало. Кепчене ста? Да. Ой, карабурма. Ај, машала, мајстере, машала. Машала, убајна. Убајна. Денес кога ги собираш луѓе? Овие? Во април. Во април, а? По боровине? По Боројне, да. Губар, како го викат. И како го одржаваш? Го државам до јули месец во обичен фрижидер. И реков, ќе замрзнам за овој период. Ама се покажа дека и замрзвање е уба работа. Мајстере, сонцето те огреа? Сега, нека му е мислит кленот. Ајде, бегајте кленови. Мајстере, на шо други мамци може да се фаќа вака? Абе, на вака, знаеш, на леп, на шекерац, златица, тие се за кленов се основни мамци. А вака исто на... Црф обичен Иначе, и на црф јај. Пример, лепион, да речеме, тој исклучиво на црф. така? Нешто ми се виткан? Не. А? А удиш. Мој да има, тама мало, пак. Мој да има, тама мало. Помало од 4 пати има. Ти си го вратиш, бе. Ова е мало. Мало. Ќе го врати бе назад да порасне големо. Така, што... Виду, мало, ама... Ај, Баци го, мајстере. ај да порасниш по големо. Така. Ај. Не дојде баба му. Ќе дојде. Во тие се давате ги собираш со се седово, со се гранка или како? Да, после ги прочиствам. После ги чистиш, а? Да. Гасенците се од бор. Борови. Борови или стручно губар, како го викат. А се разликуваат овие од... Од другиве, Да, ова е најопасна гасеница. најопасно, а? Најопасна гасеница е ова, што многу жарка. Луѓе не можат, ако немат, ако е алергичен, одма трчат на доктор, зашто цел се пред со плюски, како од коприва да ја искаса. Ти немаш гаѓање. Јас неам. Мене ме чешкат, ама до толку не. А помага ракавици нешто вака така не? Не помагат. Ја во еден момент еден другар мој е вака кој што стоиме ние, ја му местев гасенци, му ги откачев рибите и тој се направи жар. Јас ништо, а 5 метра еден од друг бевме оддалечени. Значи, ако си алергичен, значи овие се многу опасни. Значи, пуба да не ги чепкаш, а имат гасенци што да ги фашаш ко баклава се, меки, ни жаркет, ништо. Само треба да ги знаеш, а тие се многу меки, ги напаѓат и грунчина и други ситни рибчина, а ова гасенца исклучиво е напаѓат кленов. Само кленот. Само кленов исклучиво. Ретко нешто друго да удите, ама нешто е ретко ептемрет. Нас колку години? Јас? 71. Маша. А од кога идеш на Рим? Од 9 години со забранети се со коло и врти во ресите, во каналон. Тука во каналон, зашто тука ми е близко и тука со еден другар тука ловевме. Стално, ама ќе купевме во времето по 5 метра жила и едно јадиче и фати 10-15 плачици и убое. Порано со бамбуси, како фаќавте порано? Порано фаќавме со не бамбуси, што ги викат морски трски. По кујчине имаше некој посадено за украс, а ние влегувевме навечер му ги крадевме.
И конец на метро. Конец на метро, кај как се викаше Манџак, не знам как се викаше стариот. Оди таму имаше едно метро и И таму земаше. па ај мани 5 метра бе што ќе ти скинеше по 10 сантими на метро. А јадички имаше ли тогаш? Немаше јадички ко сегаш имат. Не, Се клаиш 10 кај и си заплаши си во канала фаќаш. со 10 кај? Да. Кај имаше тоа 16, 18, 20. Не. Не бе 10 кај са најмала и на неа и гледај како ќе лапни рибава од кај што му е кукана и трни, затоа фаќавме по 10. Ама секој почеток е таков. Дали кленот го ловевте на ракчиња, како беше? На Ракчиња ги ловевме, да. На Ракчиња ги ловевме на опашкана, она место бело, а тогаш јадеше на Ракчиња, значи ко будала. Вика дека најдобар мамец. Најдобар момент за... Тоа му е позната храна, знаеш. Затоа кои не се кријат под камења она, зашто клинове напаѓат. Не само опашката, цел ќе го изети. И ние беревме, ама имаше многу ракој тогаш. Сега со илјач да бараш немат. Се изгуби ракот. Се изгуби. Се обнови, ама не е ко времето. Еден камен сврти го, под него 5 ракој. Сега никој ко времето тогаш не ловит на рак. Ајде да ми порастиш поголемо и да дојш ко ти порастиш. А онде во каналот како беше тоа спорано? Тука канал имаше, немаше, ловевте тука, како беше? Каналот си беше канал, кој што е сега. Добро. Меѓутоа беше многу подлабок и почист. Имаше на реса, ние правилно ќе викаме реса, ко бульки вака, знаеш. Не ова високава. Абе, и дупка, и тука фрлявме, абе, канал беше чист. Сега е многу загаден, многу е. Гуми, муми, ша нема, тиња. Години, тоа бившата е правен канал и од тогаш не е исчистен и чубаствено да се исчисти, да се одлаби, да се излаби тубо. И секојаш кој е чисто и риба ќе дојде појќе. А во блатоно ловевте во блатоно како беше? Како не, порано имаше многу невремина, знаеа да се предпоплави и во блатоно и кај спортскиот центар, и тука беше блато, спортскиот центар. Тука имаше риба колку сакаш, крапој по ливаѓето да ги бркаш со перките надвор стоја. Ама готово го немат веќе. Тоа е мрестилиште беше, е? Мрестилише, да. За крапот беше мрестилише. Нема, Радован, према научниците да кажуваат и викат глечери се топе, ќе дојдат поплави, не знам, на Холандија ќе снемат. Па ево, потро идат, увека беше блато, струшко блато беше. Ради што имаше вода, снегој, големи, сега немаме снегој, снег не варни. Ако заварни, ќе крени водава појке, ќе имат и во блатоно вода. Уште трска има, тоа нам уште растит во блатоно охридско што викаме, и тоа е насува буквално растит. Заш корења имаат малку. Кога дојде поплава пред неколку години, си го поплави, си го зеде своето. Си го зеде нормално, тоа ќе си го земи. Меѓутоа, ние со кајчина влегвеме во блатоно. Јадрилици, кајаци, заш довде беше длабоко. Сега го нема тоа нешто, затоа што се менит климава, немат вода, крапов веќе, кој знае кај се мрестик веќе. Јас дека ќе идам наливи години, многу скокат огромни крапој, и тоа денеска видовме 2-3 пати некој скокој, а други пати знај да скокат ко плашици крапој. И тоа све големи. Ево, ланска година в канал не влезе ништо на зимовање, ни плашица влезе, ни ништо. Малку в горниот дел, ништо буквално, ништо. Прв пат јас го памтам, значи не влезе риба на зимовање во каналот. Асфално така да влезит. Без разлика, ако влезит плашица, ќе влезит и кленчина, ковје,
и писи, и чаври или крапчина, како сакаш да ги наречиме. Меѓутоа, ланска година немаше. Све е то узрок од голем наплив на овие речи ги глисериеве. Многу пати имам приметено пластој на светит, нафта и тие танкира тука гориво, нешто полкило вака мустито, цела површина ќе направи со нафта и бензин што користат. Танас ти многу одеш и на Блинкер. Како е состојбава со пастрмкава? Со пастрмкава е многу лоша. Прво, во времето кога одевме на Блинкер, кој имаше многу риба, се ловеа. Меѓутоа, едно време имаше забрана за риболов на пастрмкава и од кога обнови едно време овај концесионерот што го зеде езерово пред 12-та година, мислам од 12-та година беше земено. Ојдов 2 пати, ни една пастарка, све белбичина, значи не само јас, и другите што одеа, пастарка не. Тоа е, значи, немат пастарката. Или е изловена, а нема шанса да ја избегана, ако што некој каже, ама Албанија ја е. Која Албанија, баре, секоја животно си држи свој терен. Лисица да е лисица, ујде ќе дојде и тука излеги. Ја и пак ќе се врати во дуβλото. Така ќе пастрмкава. Немат, изловена е. Значи, треба или строга забрана за пастрмка да немат, или концесионер да имат на езерово. Не за... Јас предлагам само рекреативни риболов. За туристи, за охриџаниве. Шидаме да дојме да си фашаме, али под еден услов. Забрана на појке риби да не фаќаш од определеното, зависното која риба. Значи, дали е крап или клен, ако ми речете крап еден, а не ние и сиве, кој дури имат ловет. Та мора да лежи до палецов. И сега кој ќе ој тапата, ој таму, а почви да тонит, се намалит антенава, значи нешто имат лапнато и мора да тргиш благовремено за да го фатиш. Ако дозволиш да протонит појке и ток ми се шо да протонит појке, можеш да промашиш. А иначе при попаѓање немат шанси од 100%, можеш 1% да сгрешиш. А иначе ако оставаш да пропаднет многу, тогаш самата риба ќе види нешто влечи тежина и го откажи и го плюнит, ако не е сама од себе закачена. Мајсторе, колку подвес му оставаш? Подвес негде 60-70 санти. Или не? Ево го. Шо правиш? За сега тука е. Шо правиш, бе, мајсторе, бе? Беше да правим за добросјодвење. Така рековме сега, фрляме и сјоиме. Мајсторе. Стежно да нешто, а? Последно, не е најмало. Не е од најмало. Не, најмало за пуштање. Освен ако се откачи само тој. Горе ќе ти фрли ваму. Да, бе, да. Мајсторе, бе, кепче ќе ме ставаш? Не бе како кепче, така ќе фатиме. Ајде, со здраве се. Исто добро набе? Заврши емисијава. Заврши денеска лов. Со фашање на риба. Не е голема, ама уба е. Се што го фали.
Што е, бе, мајстер? Толку за денеска? Толку, без джатва сам. Едно кркачка има. Едно тавче имаш, а? Мори, имаш увие две тавчине, убави. Фамилиарно да се знае човек. Нема. Со салата, патлиџанче, крастајче, нешто, што е таму со нив. Немаше крупни денеска, мајстер. Немаше. Ови последниве две, малку покрупни ги стававме. А колка ви вадеше? Кило и пол. 2 кила, 2600, 2800. Ама сега не. Удари имавме. Какви се, такви се. 3, 4, 5 колку пуштивме. Убаво е.